Владата предводена од СДСМ продолжува со политиките за поддршка на граѓаните и економијата за време на пандемијата. Обезбедени се нови 180 милиони евра финансиска поддршка за надминување на кризата, од кои 80 милиони се од Европската Унија за фискален стимул за стопанството и 100 милиони евра од Европската инвестициона банка за ефтини кредити за мали и средни предпријатија. Истакна на денешната пресконференција Ана Ангеловска, советничка во Советот на општина Куманово од СДСМ. Вчера беше префрлена и втората транша во износ од 80 милиони евра, од вкупно 160 милиони евра макрофинансиска помош од Европската Унија за надминување на кризата предизвикана од коронавирусот. Исто така, вчера Собранието го усвои законот за нови 100 милиони евра од Европската инвестициска банка за ефтини кредити за мали и средни предпријатија кои ќе се пласираат преку деловните банки. Од СДСМ посочуваат дека е неопходно да се продолжи со поддршка на фирмите заради заздравувањето на економијата. Во текот на овој месец треба да се потпише финансискиот договор со Европската инвестициска банка за ставање во функција на овие 100 милиони евра ефтини кредити наменети за финансирање на мали и средни предпријатија. Наскоро се очекува и нов пакет економски мерки со кои ќе им се помогне на најпогодените граѓани и сектори од економијата.